Општините не се откажуваат од барањата за намалување на комуналиите за градба, со цел да им олеснат на граѓаните полесно да дојдат до сопствен дом. Тие прават конкретни планови како тоа да се реализира во пракса. На ЗЕЛС имаме разговарано на оваа тема. Дополнително ние како општина размислуваме на урбанизација на помали парцели за изградба на стамбени објекти, со кои што ќе влеземе во фаза на намалување на комуналиите за млади брачни парови. Тоа можеме како општина да го направиме, но пред се треба да имаме урбанизиран простор со такви типови на парцели кои што ќе ги ставиме на продажба, но комуналиите за изградба на објектите ќе ги намалиме, тоа ќе го донесеме со одлука на совет, но тоа е во некоја наредна фаза, бидејќи се уште немаме припремено такви парцели за изградба на такви типови на објекти. Треба да се направи сериозна анализа и од страна на Министерството, но најмногу од општините, бидејќи тие ги наплаќаат комуналите, се со цел да видиме до која граница тоа може да се прави. Меѓутоа битно е дека учеството на општините и на ЗЕЛС во изготвувањето на актите најважниот дел или давањето на мислење во делот на оно што ќе значи измени во законската регулатива. Во меѓувреме, општините интензивно работат на легализација на девоизградените објекти. Во Штип, од поднесени 12.250 барања, досега документи за сопственост на имотот добиле половина од нив. Денес министерот Цугарески во Штип додели 15 на решенија на штипјани на кои легализацијата на објекти е завршена. Ние сме од 58 сме имале куќи изградена и мислам стварно го поздравувам овој закон што го донесеа за да се знае чие што е, како е, разбираш, да се унеди. Мислам дека законот е многу добар. Се што ја не направено мимо што сме имале ќе биде легализирано. Тоа е. Ова ми е втор предмет на мене. Првата куќата ми е легализирана, сега ми е за гаражите. За доброто на гаражите ми. Првиот обид не ми ја вклопија во планот. Сега втор пат. Освен доделувањето на решенијата, Сугарески оствари работна средба и со градоначалникот Бочварски, а посетата на Штип ја искористи да потенцира дека во овој регион интензивно се работи на патната инфраструктура. Работиме сериозно во делот на патната инфраструктура. Посветени сме сериозно и како министерство и како влада. Во наредниот период предвидени се околу 320 милиони евра за овој регион да бидат потрошени тука. Значи, интензивно се работи и динамизирани се процесите на работење во делот на автопатот Миладиновци Штип. Дополнително се работи на двата експресни патишта, тоа е Штип Радовиш и Штип Кочани. Така да моите очекувања се дека во наредниот период и овие два експресни патишта и заедно со автопатот навистина ќе направат да патната инфраструктура сериозно се подобри во Штипскиот регион. Сугарески од Штип потсети дека рокот за поднесување барања за легализација на дивоградби истекува на 30 овој месец и апелираше до сите граѓани да го искористат законот за постапување со бесправно изградени објекти, зашто уште едно продолжување веројатно ќе нема.